Водејќи се од идејата за популаризација на спортот кај младите генерации и поголема инволвираност на младата популација во спортските активности, локалниот клуб на младина Социјалдемократскиот сојуз од Крива Паланка, покрај традиционалниот турнир во стритбол кој го организираат низ годините, од годинава востановија уште еден спортски настан во својата годишна програма. Турнир во одбојка, но не класична со 5 играчи, туку парови, машко-женско. Турнирот се одржа на 30 септември 2012 година во спортската сала на Основното општинско училиште Илинден, а одзивот на младите ги надмина очекувањата на организаторот. Беа пријавени 19 екипи, а настанот ги обедини сите љубители на одбојката. Оние кои тренираат, другите кои решија да се опробаат, па дури и тренерите по одбојка од нашиот град. Дарко Ангеловски од локалниот клуб на млади на Социјалдемократскиот сојуз од Крива Паланка говори за идејата за организација на турнирот. Идејата да се организира турнир во одбојка кај нас во Социјалдемократската младина се развиваше веќе поодамна. Според нас одбојката како спорт е малку позасенет од другите екипни спортови и сметаме дека со нашата иницијатива овој спорт ќе добие на популарност. Со оглед на големата заинтересираност и големиот број на екипи што се имат пријавено, сметаме дека оваа наша иницијатива ќе допринесе за младите кои го тренираат овој спорт, ќе имаат простор за свое докажување. Колку екипи беа пријавени на овој турнир и на кој принцип се одеше до финалниот надпревар? Значи имаме пријавено 19 екипи, ќе се игра по принцип на елиминација. Учество по екипите беше ставено символично 200 денари од екипа. Покрај оние стандардни награди што ќе бидат доделени за прво, второ и трето место, пехар и медали, ќе има обезбедена и скромна парична награда, која ќе биде доделена на крајот од надпреварот од нашиот кандидат за градоначалник доктор Горан Младеновски. Дали во иднина, со оглед на масовноста која што мора да ја напоминеме, планирате и следни вакви збиднувања од областа на другите спортови или пак нешто друго што го планирате вие како локален клуб на млади на Социјалдемократскиот сојуз? Да. Во иднина, покрај оние бројни стандардни активности кои секојдневно се вршат во локалниот клуб на СДММ, Социјалдемократската младина ќе се приклучи кон голема кампања, 50-дневна кампања, која започна од 1 октомври со назив Отвори врата за иднината. Таа, како што реков, ќе трае 50 дена, наредните 50 дена. Младината на социјалдемократијата ќе земе големо учество во таа кампања, за да се дојде поблиску до граѓаните, за да се видат нивните реални проблеми со кои се среќаваат секојдневно. Со оглед на големиот број екипи кои учествуваа на турнирот, во спортската сала во училиштето Илинден речиси цел ден се играше. По одиграните елиминацијски надпревари, на крајот, најуспешните 3 екипи добија медали и пехари кои им ги додели кандидатот за градоначалник за предстојните локални избори од Социјалдемократскиот сојуз од Крива Паланка, доктор Горан Младеновски. Трето пласирана беше пинг-понг екипата на Христина Христовска и Христијан Станојковски. А по неизвестното и драматично финале во кое силите ги одмерија екипите на АЦ, Жаклина Јовановска и Александар Крстевски и Орион на Грациела Китановска и Виктор Илиевски, која по рамноправна борба заврши со 2-1 во сетови, победничкиот пехар заврши во рацете на екипата на Орион. По завршувањето на турнирот, организаторите од СДММ од Крива Паланка најавија дека со оглед на тоа што спортот ги обединува младите без оглед на возраста и нивните животни определби, продолжуваат да размислуваат за нови активности на спортски план во иднина.